Државата обезбедува дополнителни финансиски средства за да им помогне на земјоделците кои немаат голем имот, а сакаат да се занимаваат со земјоделска дејност, односно да ги обработуваат своите површини во местата каде што живеат. Од Министерството за земјоделство рекоат дека се работи за дополнителни субвенции за кои се обезбедени над 2,5 милиони евра. Станува збор за мерка што ќе се реализира од оваа година, а според министерот Николовски, потенцијални корисници се околу 13.000 помали земјоделски стопанства. Оваа година веќе е влезено во самата уредба програмата и оваа мерка ги издвојува сите оние кои што или ги поддржува земјоделците кои што поседуваат обработлива површина земјоделска со големина од 0,2 декари до 1 хектар со градирање до 0,5 и од 0,5 до 1 хектар. Ова е нова мерка и од посебно значење, ви рекол, за развој на малите земјоделски стопанства, заради тоа што со самото издвојување на мерката за сите земјоделски производители кои се ставени во еден куп, би се рекло, со многу поедноставни процедури кои што очекуваме, ако што ќе донесете за побрза исплата на субвенциите, но со самото одделување на мерката обезбедена е поддршка, зголемена поддршка од 130 милиони денари. Овие земјоделски стопанства се 13.000 на број. И тие се тие кои што навистина треба да направиме се за да ги задржиме во руралните средини, да не се откажат од земјоделското производство. Затоа ги одделуваме во една категорија и ја зголемуваме поддршката. Според најавата од министерот, земјоделците кои поседуваат имот до половина хектар ќе добиваат поддршка од 6.000 денари, додека оние пак со имот до 1 хектар ќе добиваат двојно повисока 12.000 денари. Заедно со оваа мерка, тој најави дека се подготвува и мерката за поддршка на младите земјоделци, а во текот на оваа година ќе се реализира и поддршката за руралните жени.